Добро вечер. Јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на Канал 5 телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва ќе има две интервјуа кои вие ги баравте. Интервју со Мирослав Лазански на тема дали ќе има нова војна НАТО-Русија и Војслав Шешелј на тема дали ќе биде формирана голема Албанија. Како сте со здравието, господине Шешелј? Одлично. Рековте имате два канцери, едниот се вика Вучич, едниот Тома Николич. Да, али држим чврсто под контролом. Кого прв го отстранивте? Па, прво Tomislav Nikolić, on mi je veći kancer, 9 mm, a Vučić je manji, 5 mm. Томислав Николич директно во обвини дека дел од припадниците на тоа што остана од земунскиот клан во соработка финансирана од вас се обидувале да му извршат атентат пред сатовот на Србија. To sve izmišljotine. To sve gole izmišljotine. Имавте ли врски со тоа криминално позивање? Веќе вие бевте Pazite, ja еден од nikada најмокните nisam фигури imao... во Србија во текот на тие 2000 години. imao spregu s tim podzemljem. Nikad nisam imao zajedničke ciljeve. Ali sam uvek želeo da dođem do što pouzdanijih informacija. I u tom smislu sam imao kontakt sa svakim. Za koga sam procenio da mi vredi kontakt s njim da bi nešto saznao. O tome se radi. Ja sam uvek bio najbolje informisan čovjek u Srbiji, ali nikad niko nije mogao da me veže za bilo kakav konkretan kriminal. Прва пауза за реклами. Останете со нас, погледнете и рекламите и се враќаме со вториот дел на нашата вечерашна емисија. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Благодарам. Молам. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? 'Cause I can. Zinajko German Lemonade. Сите ме прашувавте изминатите 10 дена, почитувани гледачи, колку е точно тоа што го кажал Југослав Петрушич и колку е релевантен извор токму Југослав Петрушич. Еве што на таа тема кажал Војслав Шешелј, односно човекот кој беше дел од српската влада во оној период кој Југослав Петрушич де факто делуваше на просторот на Балканскиот полуостров. Вие го спомнувавте во хак Југослав Петрушич како човек кој сака да ја растури српската радикална странка. Кој човек кој всушност сакал и работел против вас. Па дури јас препознав и одредени инсинуации дека со одредена група на луѓе подготвувале атентат врз вас. Slušajte, toliko su pretili atentatom na mene, toliko je bilo pokušaja. Mnogi su planirali da me ubiju. Nekad je i vlast saopštavala, setite se onog ministra Dušana Mihajlovića, ministra policije, koji je javno izjavio da su uhvatili neku kriminalnu grupu koja je pokušala i moje ubijstvo. Jovica Stanišić mi je u Hagu pričao o 2 pokušaja koje navodno on spreči i tako da. Ja se na to ne obazirem.
Dobro, ko je Jugoslav Petrušić? Jugoslav Petrušić je francuski špijun. On je živao dosta u Francuskoj, delovao je na području Republike Srpske pred Srebrenicu, kasnije na Kosovu bio pripadnik grupe Pauk, čiji je zadatak bio da ubiju Miloševića, a posle 2000. godine, kad je izbio rat u Kongu, on je prikupljao srpske dobrovoljce koji će ići za pare da ratuju u Kongu, u francuskoj režiji. Opasan čovjek. Pa ja ga lično nikad nisam upoznao, ali vidite čime se bavi, šta mu je profesija. Пред некаде 20-25 години Војслав Шешел имаше многу несмасни изјави во однос на Република Македонија. Ова е еден вид на извинување на Шешел до македонците и еве што денес тој самиот мисли за тие своји изјави некаде пред 25 години. Вие давте на Сирија на несмасни изјави во однос на Македонија на почетокот на 90-те години. Со право македонските граѓани би беа љути. Правевте разни циркуси таму околу Прохорчински, околу македонско-српската граница и така натаму, со навредливи зборови и така. Апсолутно тоа македонскиот народ тоа не може да ви го заборави. Значи, па слушајте, могу да памте шта го доче. Да. Значи, не могу и ние да заборавим оног Владу, како се зove министар? Камбовски. Јел Камбовски? Да. Кој е одбио регистрацију Српске радикалне странке. Знате, па сам ја у љутњи реаговао и залагao се да една дивизија маршира кроз Македонија и тако даље. Пазите, нико овде у Србији nikada nije ozbiljno pomišljao da pravi bilo kakav konflikt sa Makedonijom. Ni vi? Ni mi. Jer da smo nešto pomišljali, mi bismo nešto i uradili. Nikada. Mi nemamo tu nikakvih pretenzija. Mi želimo. Mi zaista osjećamo Makedonce kao braću. Srbi i Makedonci, šta je to? Mi nismo potpuno isti, ali smo veoma, veoma bliski. Mi nemamo na svetu bližeg naroda u etničkom pogledu od Makedonaca. Makedonci su nam bliži i od Rusa. Некаде пред 2 или пред 3 недели Мирослав Лазански беше присутен ексклузивно на теренот на Сирија како гостин на руската армија. Еве што самиот на лице место можеше да види како се одвиват и каква ќе биде разврската на тој воен конфликт. Бевте во Сирија, која е стратегијата на Путин која можевте да видите на лице место за тие 3 дена дека вие пристојувавте ексклузивно во Сирија? Predsjednik Putin je odlučio da rusko ratno vazduhoplovstvo interveniše u Siriji zbog toga što smatra da je bolje boriti se sa terorizmom što dalje od svojih granica. Rusi su procenili da veliki deo pripadnika islamske države dolazi sa područja muslimanskog juga današnje Rusije, sa područja Kavkaza, i stoga su oni odlučili da intervenišu i da se s terorizmom obračunaju što dalje od svojih granica. To je jedan moment. Drugi moment jeste što Rusija ima tamo svoju bazu, pomorsku bazu Tartus, i to je jedina pomorska baza na Mediteranu gdje ruska ratna flota ima mogućnost da se snabde gorivom, hranom, vodom, da se opskrbi i tako dalje. Treći moment jeste što je Rusija svesna da ako bi režim Bašara al-Asada pao i ako bi Zapad ovladao interesno prostorima Sirije, ne samo interesno nego i faktički, da bi Sirija poslužila kao ruta za budući gasovod i naftovod koji ide iz područja Emirata, znači Katar, Saudi Arabija, Kuvajt, Irak, Sirija, a onda podvodno kroz Mediteran do Italije i na centralnu Evropu. Budući da je strategija Sjedinjenih Američkih Država da odvoje Evropu, pre svega Evropsku uniju, od energenata sa istoka, iz Rusije, to su Rusi svesni da bi takav naftovod, gasovod koji bi išao prostorom Sirije, na neki način izbacio iz igre sve ruske naftovode koji idu prostorima jugoistočne Evrope. Znači, južni tok koji je već sad izbačen zbog Bugara, turski tok, i Turci nemaju to više nekih interesa, su ih Amerikanci stisli, ali ako bi nafta preko Sirije i gasova dolazili preko Italije u centralnu Evropu, onda bi moguće bio izbačen iz igre i ovaj severni tok koji ide direktno od Rusije preko Baltičkog mora do Nemačke. Tako da bi Rusija ostala praktično prikraćena za velike prihode za svoj budžet od prodaje nafte i gasa, a to je način da se Rusija ekonomski unazadi i da Amerikanci zapravo spreče Rusiju u njenom ponovnom uzdizanju u status svetske supersile.
Чудна работа, почитувани гледачи. Како тоа е можно едни исти држави да го финансират работењето и на Хашкиот трибунал, а да го финансират и работењето или функционирањето на ова воена структура ИСИЛ која делува на Блискиот исток? И како е возможно таа структура на поранешна УЧК воопшто да не биде екзекутирана, да не биде судена или да не биде девастирана преку тоа судење во Хашкиот трибунал, а делови или реслови на таа структура на УЧК денес да биде во тие формации на ИСИЛ кои се борат во Сирија? Овие земји кои сега финансираат ИСИЛ, го финансира Хашкиот трибунал. To su sve instrumenti globalizma kao novog svjetskog poretka. Islamsku državu su stvorili Amerikanci i posredno i neposredno. A onda islamsku državu pomažu i Turci i Saudici, bliski američki saveznici. Луѓето кои бране македонската држава беа виновни. Заврши во Хаг, беа осудени на околу 10 години затворска казна, едниот беше ослободен, едниот е одржа и одлежа целата таа казна, а луѓето кои напаѓа македонската држава се амнестирани. Нико nije ni optužen. Апсолутно. Се амнестирани со одлука на Собранието на Република Македонија. Ке испадни по 10-15 години или по 50, ако некој ќе чита новата историја врз база на тие списи, дека овие луѓе сами се убива, дека сами се масакрира, дека сами се правеа одредени терори и злосторства, говорам за македонскиот народ. Ali Amerikanci drže celu Makedoniju pod kontrolom. I ne bi bilo ni šiptarske pobune, ne bi bilo ni onog građanskog rata koji nije dugo trajao, ali je bio žestok sukob, da to Amerikanci nisu hteli. Ni nedavno ne bi došlo do incidenata, do upada albanskih terorista na teritoriju Makedonije i tako dalje, da nisu Amerikanci dali zeleno sve. Мислите дека не се откажени американците од таа своја стратегија на голема Албанија? Jeste. Amerikancima je to dugoročni cilj, ali neće još da krenu sa velikim ratom u Makedoniji, dok se Srbija ne natera da se odrekne Kosova i Metohije i dok Kosovo ne postane članica Ujedinjenih nacija. Значи тие ќе им бидат најверен сојузник, еден вид на носач на авиони на американците и на американските интереси во регионот. Glavno američko uporište u Evropi treba da bude Velika Albanija. И всушност Хашкиот трибунал требаше да биде, ајде да речеме, тој инструмент кој требаше да го исчисти целиот овој терен, да определи кој е виновен, кој не е виновен, да ги направи албанците жртви на се оно што се случуваше, за да може да бидат искористени како стратешки потенцијал на американците. Da. Hag je direktni američki instrument. Финансиран од Саудиска Арабија. I od Saudijske Arabije, i od Aga Kana, i od Soroša, i ko zna koji sve još. Сите овие кои стојат за ИСИЛ. Svi. Тоа е иста финансиска структура. Ista. I Haški tribunal je i Islamska država, oni su instrumenti istog mehanizma. Исти пари. Istog. Од исти центри финансирани. Да. 2 милиарди долари е тешката илегална или црна трговија со нафта која потекнува од територијата на Сирија со помош на ИСИЛ и на турската армија се носи до турските пристаништа и подосна се шверцува на територијата на цела Европа. Тоа се големи пари и за такви пари вреди да се влезе во војна. Всушност, кои гледаме овие пресконференции на руската администрација, тоа што кажува Лавров, тоа што кажува Путин, тоа што кажува дел од таа администрација, дека годишно преку таа ИСИЛ или државата на ИСИЛ или таа организација на ИСИЛ се шверцува нафта во вредност околу 2 милиарди долари, дека постојат 3 рути, дека синот на Ердоган е вклучен, се става токму акцентот на таа енергетска, ајде да речеме трансферзала која се прави од ИСИЛ према Турција, подосно преку турските пристаништа, таа нафта се продава илегално на црниот пазар. 2 милиарди долари, тоа е големо количество на пари и плюс тоа Турција служи како база од каде што перманентно во текот на денот се пренесуваат или се на една или на друга страна борци на ИСИЛ, тие што се свежи да војуваат на територија на Сирија, тие што се ранити да се лекуваат на територија на Турција. Например, само последната недела вели дека некаде околу 2000 борци се префрлени од Турција на територија на Сирија и некаде повеќе од 120 тони муниција, 250 возила за различни војни потреби. Тоа се фрапантни бројки. Pa jesu, jasno je da prvo Islamska država je fenomen koji je zapravo se formirao u neku vrstu para države uz pomoć para iz Katara i Saudijske Arabije, ali i uz pomoć Turske. Ako mi na televizijskim snimcima vidimo, satelitskim snimcima i snimcima koje rade bespilotne letelice, vidimo ogromne kolone cisterni, kamiona. To su stotine, hiljade kamiona koji idu iz Sirije ili severnog Iraka u Tursku. Oni sigurno ne idu da prenose vodu, nego nose naftu. Znači, činjenica jeste da je dnevno
ja mislim da je dnevni protok nafte bio negdje oko 50.000 tona između Sirije, Iraka i Turske i da sve to ide na tursku luku Ceyhan, krca se u tankere i prodaje se dalje. Ili deo se zadržao u samoj Turskoj. Ali postoji rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija koja govori izričito protiv prodaje, kupovine nafte koju ISIL prodaje. Znači, i pored postojeće rezolucije, to je išlo. Sad se možemo pitati kako to da Zapad sve to može da vidi iz aviona, iz satelita, iz bespilotnih letelica i svi ćute o tome i svi kažu mi smo godinu dana, borbe protiv islamske države, a onda na kraju vidite da kolone tih kamiona sa naftom idu preko Turske i prodaju se preko luke Ceyhan. I onda se pitamo, a šta je se koristi ona naftana industrija Batman koja se navijala sama ta Turska, koja je pod kontrola na zetot na onda se postavlja pitanje da li je ta borba Zapada protiv islamske države zaista iskrena ili je to samo farsa? Кога човек има таков минат труд, тога се прашува или јавно се запрашува дали некогаш може да го стигне Божја казна и каква ќе биде цената која мора да ја плати. Дали таа дилема го мачи Војслав Шешелј. Zoran Đinđić isporučio Slobodana Miloševića na Vidovdan, na najveći srpski nacionalni praznik, praznik nad praznicima. I dobio Božju kaznu. Zasluženo. Koštunica je isporučio generala Zdravka Tolimira. U Džaku našli su ga u jednom stanu na Bežanijskoj kosi, strpali u Džak, polumrtvog, odvezli u Bratunac da odglume da je tamo pronađen, pa ga odatle poslali za Hag. I tadašnji šef Koštunicine policije, Dragan Jočić, dobio zasluženu Božju kaznu. Kao da je po jedan iz svake garniture, ostali nisu još. Hoće i oni kad tad. Имате ли грижа на совест за една масовна бројка на луѓе загинати на простор на поранешна Југославија? Nemam nikakvu grižnu savesti. Mi Srbi nismo hteli ovaj rat. По добро, вие одевте таму, агитиравте, правевте и така Знам, али агитирам да се брани српска земја и српски народ. Одредена агресија на некој начин. Имате ли грижа на совест кога ќе легнете да спиете? Ne, nikakve grižne savesti nemam, jer sam učinio sve što je bilo u mojoj moći da branim srpski narod. Бидејќи ве слушав пред 10 дена, 15 дена, имате пресконференција кај што кажувате дека Божја казна ги начекала и демократите, и партијата на Коштуница, и сите они кои работеле против интересите на народот. To je tačno. Може би вие што сте болени, тоа некоја Божја казна. Сега да ве парафразирам. Може имате многу грижа на совест, може имате многу луѓе на вашата совест кои загина на просторот на поранешна. Mene je Bog nagradio dajući mi šansu da idem u Haški tribunal i da pobedim Haški tribunal. Добро, која е тоа ментална структура да вие сметате дека треба да лежите 11 години затвор за подоцна се чувствувате како победник на тој Хашки трибунал? Ja sam pobedio zato što sam dokazao da to nije nikakav legalan, regularan sud, zato što sam bolje vladao anglosaksonskim procesnim pravom koje se tamo primenjuje nego haške sudije i tužioci, zato što sam raskrinkao sve lažne optužbe, što sam raskrinkao lažne svedoke i falsifikovane dokumente. И тоа е во ред. Еве да прифатиме дека све сте управо. Сте ги прашали ли вашите деца? Вредеше ли тоа? 11 години растат без татко. 11 години се жигосани на просторот на поранешна Југославија дека нивниот татко бил учесник во тој геноцид што се правил на овие простори. Дали сметате дека вредеше вашите деца да живеат без родител толку долго време? Da, vredelo je. Дека децата на многу загинати останали сирачиња. Skoro 200 dobrovoljaca Srpske radikalne stranke poginulo je u ovome ratu, junački se boreći na skoro svim frontovima. Mnogi od njih su ostavili za sobom malu decu. Mnogi od njih nisu stigli ni da se ožene. Zašto je moj život onda vredniji od njihovog života? Дали стратегијата на Путин ќе биде на целосно изолирање на Турција на светската геополитичка сцена и дали Турција ќе плати прескапа цена за таа своја стратегија да го сруши рускиот авион и да влезе во една перманентна конфликтна ситуација на релација Анкара-Москва?
Затоа веројатно е логична таа стратегија на Путин од сите страни да ја заобиколи Турција. Таа руска војска е веќе на границата со Арменија, не сега, туку веќе изминатите 25 години. Арменија е многу мокна, посебно енергетското лоби е многу мокно во рамки на Русија. Најубавата амбасада во Москва е амбасадата на Република Арменија. Значи дека станува збор за едни блиски релации и секогаш руската војска и по распадот на Советскиот сојуз се бранеше таа турско-ерменска граница. Сега колку што можам да видам, не сум некој воен експерт, меѓутоа ако се бомбардира делот на Латакија, делот кај што се овие турците во рамки на Сирија, што значи сака да се отстрани турското влијание на таа турско-сирийска граница, да се спречи било каква илегална трговија со нафта, од друга страна со Иран и на некој начин Турција да биде изолирана. Колку ќе успе Русија во тоа ќе видиме, меѓутоа тоа е стратегијата. Па Турска не мора biti чисто изолирана географски у смислу jačanja ruske vojske u Jermeniji. Ona jeste sad vjerojatno dobila neke nove efektive. Rusija ima u Jermeniji dve baze, od kojih jedna je vrlo blizu jermensko-turske granice. I ove operacije koje se vode u severnom delu Sirije imaju tendenciju da se približe sirijsko-turskoj granici, da se taj prostor očisti, ali i najveći problem Turske u celom ovom momentu konfrontacije sa Moskvom, najveći problem Turske su Kurdi. Kurda ima u Turskoj, kažu, između 10 i 15 miliona. I ti Kurdi nikad nisu bili smireni. I ako Moskva zaključi da se može Turska destabilizirati uz pomoć Kurda, to će se i desiti. Dakle, Turska se poigrava vrlo, kažem, opasnom vatrom. Turska ne može biti vojno apsolutno u bilo kom, ajde kažemo, segmentu ni približno ravna ruskoj vojnoj moći. Ni u konvencionalno bilo kakvom smislu. Znači, u tom kontekstu Turska je mali igrač za Rusiju. Znači, Rusija može da Tursku poklopi vojno, a da NATO uopšte ne uđe u rat. Ќе остане ли мира НАТО? NATO je vidio da ga je Turska uvukla u konfrontaciju sa Rusijom bez potrebe. I čak na ovim sednicama NATO-a gde se raspravlja o rušenju ovog ruskog aviona nije bilo jednoglasne podrške Turskoj. Bilo je dosta disonantnih glasova. Grčkiот ministar za odbranu da i nisu svi hteli da podrže Tursku izričito, iako su naravno Jens Stoltenberg kao generalni sekretar dao izjavu podrške i tako dalje. Amerikanci su dali izjavu podrške, ali nisu svi bili sretni zbog toga. Jer Nemci prvo svega vide da Turci igraju dvostruku igru. Kako ćete vi objasniti svetskoj javnosti da se borite protiv islamske države, a kupujete islamsku naftu? I 1000 kamiona cisterni ulazi u Tursku iz severnog Iraka ili iz severnih delova Sirije. Kako vi to možete da tumačite? Šta je to? Добро, која е стратегијата на Ердоган? Знаете, вие кога ќе влезете конфликт со Ердоган Русија... е исламиста. Erdogan ide na islamizaciju Turske i Erdogan je zapravo idejni tvorac rušenja Turske u smislu one Turske koje postavi, čije temelje postavio Kemal Atatürk. Mi smo svedoci da se jedna sekularna Turska polako pretvara u jednu islamističku Tursku. I tursko društvo je sve više naklonjeno ka tim trendovima. Vi kad vidite da Erdogan stoji na nekim političkim tribinama, da su oko njega sve zabrađene žene, onda se postavlja pitanje šta je to? To nije bilo ni posle Ataturka tako. Dakle, Turska klizi ka islamizaciji. I mislim da je Turska sebi, da Erdogan sebi zamislio da će on biti novi, ajde da kažemo, sultan velikog islamskog neosmanlijskog carstva koje bi se prostiralo od Balkana do Saudijske Arabije. On smatra da Turska treba da bude prva islamska zemlja sveta. Како Војслав Шешелј успе да преживее во Хаг, бидејќи како што можеме да видиме, почитувани гледачи, таму луѓето почна да умират како на филмска лента. Зошто гинат луѓето во Хаг? Што се случува таму? Знаете, ајде еден, ајде двајца, тоа веќе е масовно. To su veoma sumnjive okolnosti pod kojima se tamo živi, mnogi se ljudi rasbolevaju, mnogi svedoci umiru. Evo, ekspert jedan živ i zdrav otišao u Hag, doktor Dunjić, da svedoči o ekspertizama leševa iz Srebrenice i odjednom nađen mrtav u hotelskoj sobi. Како преживеавте во Хаг? Имате ли одговор како успевте те 11 години? Бијќи знаете едноставно, 11 години да помине човек тамо, во такви услови, кај што гледате дека луѓе околу вас масовно умират. Pomogao mi je prkos, inat
i bezobrazluk. Dobro. Kako umira Milošević? Ostane nam mnogo. Milošević je ubijen. U najmanju ruku, tako što mu je uskraćena blagovremena i adekvatna medicinska pomoć. Nekoliko dana se u sudnici žalio na teške zdravstvene probleme i čak jednom momentu rekao da osjeća kao da mu je glava teška pola tone. To je cela nacija gledala, videla, čula i nisu prošle 2 nedelje, on je umro. Ovi uopšte nisu reagovali da bi ga spasili. Mislite da je svesno? Pa ja mislim da je on i trovan tamo, da su mu ubacivali. Oni su njemu davali propisne lekove za pritisak. To su radili holandski lekari. A onda mu je neko u nešto ubacivao teški antibiotik kojim se leči tuberkuloza i guba, lepra. A taj antibiotik potpuno potire dejstvo lekova za pritisak. I on je uzimao lekove za pritisak, a pritisak se nije smanjivao. Dok nije srce u jednom momentu eksplodiralo. I sad vi vraćate ove generali, bolni. Svi su bolesni. Znači, to je po komandnu odgovornost. Svi su bolesni. Pazite, mladići tolimi su u takvom stanju da im niko na svetu ne bi sudio. General Miletić oboleo od leukemije. I Karadžić jedva ostao živ, žalio se na bolove u gornjem delu stomaka, oni mu davali paracetamol. I žalio se. Na kraju jedva popustiše, odvedoše ga u holandsku bolnicu i tamo mu otkriše upalu žučne kese. A da je pukla žučna kesa, dobio bi sepsu i umro. Во период од само 2 години Ердоган ја потроши таа стратегија или улогата која му беше наменета да биде нов лидер во тој арапско-исламистички свет, односно Турција да биде посочена како модел како треба да бидат уредени сите овие арапски држави после таа арапска пролет. Турција беше модел кој се посочуваше кој беше арапската пролет, како треба да се трансформираат овие држави кои се на некој начин девастирани со арапската пролет во меки исламистички форми на едно државно уредување. Меѓутоа Турција со последните потези, посебно последните 2 или 3 години, кога од држава која сметаше дека треба да има нула конфликти со своите соседи, тоа нели турскиот Кисинџер, сегашниот премиер, тогашко министер за надворешни работи, ја промовираше таа стратегија, Турција безмалку во последните 2 или 3 години влезе во конфликт со сите соседи. Влезе во конфликт со Израел, влезе во конфликт со Русија сега, со Грцima стални конфликти, перманентни конфликти со Ираком конфликт, со Иран конфликти веќе подолго време. На Балканот почнува да прави проблеми, што значи дека почнува да станува одредено дете од Катарот кој сите помалку ќе се плашат да го фатат. Да, vrlo interesantna ta promjena turske politike. Od nekad vrlo, ajde kažemo, defanzivne, povučene spoljne politike do jedne izrazito spoljne politike koja je postala čak na neki način i provokativna. Ali možemo postaviti pitanje da li je to zapravo kompenzacija koju Amerika toleriše i pušta Turskoj zbog njenog neulaženja u Europsku uniju. Turska je godinama već u procesu kandidata. Ona je kandidat za Europsku uniju, ona je godinama pred vratima članstva Europske unije, ali Europska unija je ne pušta. I da li je sad tu zapravo Amerika na neki način pokušala da nađe ventil, da amortizuje turski bes, zato što Turska kao, ajde kažemo, najveća zemlja Evrope, one centralne ili kažemo jugoistočne Evrope, ali njen deo ipak jeste u Evropi, ne može da uđe u Evropu. Najveća zemlja Evrope ne može da uđe u Evropu i sad naravno javljaju se frustracije, ajmo te frustracije na neki način kontrolisati, pa joj damo malo da se širi na nekim drugim područjima. Dobro, што ќе прави Путин? Тоа однесе тамо огромно количество на оружје, многу модерна војна техника, подморници, крстарици, овие ракетни системи С-400 кои се сметат најмодерни во, ајде да речеме, сегашната фаза на вооружување во светот, однесе познатите овие руски воени пилоти и авиони, кои може да им се спротивстват на тие американски фантоми F-16, кои ги користи турската армија, значи дека Путин е супериорен војнички тамо на теренот. Ке може ли таа војничка супериорност да ја искористи? Nije to još veliki broj oružja tamo, niti velika količina. One imaju sad negdje 70 aviona. To nije neki veliki broj aviona. Imaju 6 ratnih brodova
mislim da imaju 6 ili 7 ratnih brodova u Mediteranu. Krstarica Moskva i par još pratećih brodova. To nije neki veliki broj. Podmornicu znamo za sad jednu, to je ta klasa poboljšani kilo, to je ta Varšavljanka klasa, zapravo Rostov na Donu. Ali to još uvijek nije veliki broj niti aviona, niti ratnih brodova. To je tek jedan mali segment. Ja mislim da će Rusi morati da baziraju u Siriji najmanje 150 aviona ako misle da završe posao. Oni već sad imaju 70, treba će im još toliko aviona. Do duše, već sad učestvuje 70 plus 26. 26 to su ovi strateški bombarderi. Su-22 koji lete iz vazduhopne baze Mazdok na teritoriju Ruske federacije i Tu-95 i Tu-160 koji lansiraju krstariće rakete iz vazdušnog prostora Rusije. To znači da oni lansiraju te rakete zapravo verovatno iz severnih dijelova Kaspijskog mora i ne ulaze u vazdušni prostor Sirije, dok Su-22 lete, interesantno, oni lete Mazdok, Kaspijsko more, severni delovi Irana, severni delovi Iraka i stresu bombe i rakete po delovima Sirije i vrate se nazad. Znači 26 strateških bombardera i 70 ovih ostalih aviona koji su u vazduhoplovnoj bazi Hmeimim, s time što Rusi vjerojatno uskoro otvaraju još jednu vazduhoplovnu bazu, mislim da je to jugoistočno od grada Homsa. Pretpostavljam da će imati 2, možda čak i 3 aviobaze. Dobro, što pokaže руската војна техника која е донесена во Сирија? Покаже дека имат направено неколку чекори напред во таа војна технологија. Може Русија да фати чекор со американската, ајде да речеме, авиација, армија и така натаму. Ta ruska vojna tehnika u Siriji pokazala prvo da je robustna, da je vrlo jednostavna i laka za opsluživanje, da je pouzdana, da njihovi avioni imaju 3 izlaza dnevno, što je u ratnim uslovima sjajan prosek, 3 izlaza dnevno. Dakle, da je jednostavno vrlo malo aviona je u kvaru, znači visok procenat tehnike je u ispravnom stanju. Ja nisam vidio tamo na ovim stajankama puno nekih aviona koji su recimo otkriveni delovi gde su motori ili negde prednji deo gde je radili to, što bi pokazalo da se radi neki remont na njima. Nisam vidio možda jedan, ali ne od borbenih aviona, nego jedan izviđački, mornarički avion. Ovo sve drugo je ispravno. Dakle, pokazali su da mogu da pouzdano deluju u klimatskim uslovima kao što je Bliski istok. I ovaj rat u Siriji će dovesti do povećane potražnje ruskog naoružanja na svetskom tržištu oružja. Već sad su mnoge zemlje zainteresovane za avione tipa Su-34, za avione tipa Su-30, za krstareće rakete tipa Kalibar. Mislim da će biti ova sljedeća 2016. godina po izvozu ruskog oružja vrlo успешна за Москва. Самиот јас, а веројатно и сите вие почитувани гледачи, се поставувам истата дилема, како дојавме во ситуација старите борци од некогашната УЧК структура денес да војуваат во структурите на ИСИЛ и да се борат за исти цели. Гледате тие борци на УЧК, денес се борци на ИСИЛ. Како е возможно, знаете, тоа човек треба една подлабока анализа да направи, меѓутоа просто е неверојатно, дури е фрапантно. Да речеме бошњаците кои беа најголеми југославени во поранешна Југославија, или албанците кои беа марксисти или ленинисти, денес да се главно топовско месо и главна пешадија на ИСИЛ доле во Сирија или тука на Балканскиот полуостров. Како е возможно, како е направена таа алхемија во само 20 години? Луѓето кои ја негира религијата, кои се смета марксисти или ленинисти, се да се големи верници, овие кои беа југославени, се да се најголеми припадници прозеници на ИСИЛ. Ali priznajte mogućnost da ste pomalo bili u zabludi svih tih godina misleći da su muslimani ovakvi ili onakvi. Ja sam 81. godine izbačen iz Saveza komunista kao profesor univerziteta, kao docent na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, zato što sam ukazivao na panislamističke tendencije u tadašnjoj Bosni i Hercegovini. Уште 81. година. Pa sam 84. osuđen na 8 godina zatvora. To je bio izvojni motiv. Dakle, tad su se već osjećale takve tendencije. И кај албанците, мислите? Kod Albanaca su tada preovlađivali marksisti-leninisti. Apsolutno, jedan nacionalistički koncept. Albanski separatisti tih godina bili vezani za tiranu i komunistički režim Envera Hodže. Međutim, ubrzano
se i kod njih javlja fundamentalizam. I gledajte, tije bitke... Danas kad posmatrate, nema razlike između boraca islamske države i albanskih terorista iz ovih ratova koji su vođeni. Pa to i го кажуваат. Например, овој Лаври Мухаджери, кој го сметат како еден од главните лидери на таа балканска група на борци кои се во ИСИЛ, тој вели ние го правиме истото тоа што го правеа борците на УЧК. И што се тиче врсте злочина кои су извршавани. Гледате сега овој Лаври Мухаджери, се спомнува дека тука во регионот. Значи не може да го апсат во Сирија. Беше вработен во Бонстил, кај што не може пиле да влези без американска согласност. Па од Бонстил пратен во Афганистан, 89-то годиште од околината на Каченик, нели Каченик сега го сметат како центар на ИСИЛ во целиот овој регион, со најмногу борци во ИСИЛ по глава на жител во цела Европа. Тој сега е дојден тука во регионот и ќе требат нашите полициски сили да го апсат или да десуват против него и да бидат мета на можен терористички акт поради негова апсен или негова екзекуција. Значи некој свесно води на правење на конфликт тука на нашиот простор. Кој? Sve to rade Amerikanci. Svi konflikti koji se produkuju u današnjem svetu su konflikti u koje su njihovi prsti umešani. Svi. Da nema nikakve sumnje. Američka hegemonija i dominacija celi svet drži pod kontrolom. Međutim, ona počinje da puca. I što više puca po šavovima, Amerikanci su nervozniji. Amerikanci su izazvali krizu i ratni sukob u Ukrajini. Oni su doveli na vlast prozapadnu mafijašku garnituru koja izvršava njihove naloge. Amerikanci su vodili rat i u Afganistanu, a ispostavilo se da tamo nije Osama Bin Laden, nego u Pakistanu. A protiv Pakistanaca ne rade ništa, jer je Pakistan njihov saveznik. Добро што ќе прават на Балканот. Гледате, Балканот врие. Како во воздухот да се мириса, да се чувствува дека ќе има конфликт. Кој го прави тоа? Која ќе биде стратегијата тука на американците? Amerikanci pokušavaju da spreče da se Evropska unija maksimalno integriše i da bude samostalan svetski faktor. I pošto su američke baze u Nemačkoj izgubile svaki politički smisao koji se može opravdati i nemačkoj i svetskoj javnosti, Amerikanci traže novo uporište. Njima je idealno uporište Velika Albanija. Oni celu sadašnju Albaniju drže pod svojom apsolutnom kontrolom. Znači Bonstil ќе биде новиот Jeste. I sad im je sledeći cilj da prinude Srbiju da prizna nezavisnost Kosova, da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije. Ќе успеат ли во тоа? Знаете, тоа е ребусот. To zavisi od režima u Beogradu. Бејќи 4 се работи кои се ставени на Ovaj маса. sadašnji režim u Beogradu se pokazao veoma popustljivim, prihvatajući ona 2 seta briselskih sporazuma. Ali postoji neka granica koju, po mom mišljenju, ni oni neće smeti da pređu. Веќе сме нешто, гледате. 4 работи се ставени на маса. Црна Гора во НАТО и тоа се случи. Da. Можност за мека федерализација во Македонија, се најавува нова ревизија на рамковниот договор 15 години после војната 2001 година. Србија да го признае Косово и да биде укината Република Српска. Тоа се 4 точки, 4 барања кои американците ги стават пред секоја српска или пред секоја балканска влада. Тие што ќе прифатат ќе владеат, тие што нема да прифатат ќе бидат рушени преку улица и тоа нема голема филозофија во тоа за човек да може да го види. Може само да не сака да го види. Што тоа ќе биде реализирано? Еве Црна Гора веќе во НАТО. Oni žele sve da realizuju. Сите 4 точки. Jeste. Oni žele sve. I Kefe- veliki su pritisci na Republiku Srpsku, veliki su pritisci na režim u Beogradu povodom statusa Republike Srpske, a i u Makedoniji, znate, ta labava federacija, zapravo konfederacija, znači da bi Makedonci izgubili kontrolu nad jednim velikim delom svoje teritorije. Веќе се објавува Pa čak i ako ta teritorija ne uđe u sastav direktno albanske države, ne uđe formalno u sastav, ona će faktički biti u njenom sastavu. тоа не може да биде направено. Значи не може да биде направено било што од ова што се вара без некои посериозни конфликти на Балканот. Ali Така oni јас će гледам на работа. tražiti garnituru koju će dovesti na vlast u Makedoniji da bi im to izvršila. Затоа се овие Sećate se kako тензи, su bili pritisci na Nikolu Gruevskog? Sećate se onih demonstracija? Sećate li se one pobune? Jer u jednom trenutku Nikola Gruevski je počeo da uspostavlja bolje kontakte sa Rusijom. I odmah su Amerikanci reagovali. гледах сите држави кои се на таа траса, на тој турски тек или тој пат кај што требаше рускиот природен газ да го носи од Русија преку Турција до Западна Европа,
Сите на овој или на оној начин беа дисциплинирани. Da. Турција на Ердоган, владата во Грција и оние големи протести, Македонија, Србија, Маđarska. Amerikanci su nagovorili Turke da sruše ruski avion kako bi se pokvarili odnosi između Rusije i Turske, koji su jedno vreme bili dobri i stabilni. Лете една Русија полека ги губи своите позиции на Балканот. Ne, ona ne gubi, ona jača svoje pozicije. Една Русија, например, jača svoje изруши позиции. авион, заканува се економски санкции во едно друго време, веќе Казачок ќе се играше пред Аја Софија и на Босфорот и Дарданелите. To je sad nerealno, to znamo svi. Jednog dana će se igrati i Kazačok i makedonsko oro pred Aja Sofijom, ja sam ubeđen. Колку пари се трошат на тие проекти? Гледате, сите овие структури. Ja ne znam tačne cifre, ali se troše velike pare. Значи имаш I svi oni koji sprovode američku politiku ne oskudevaju novce. A što se tiče naroda, običnih građana, njima je sve teže i Ето teže. спомни Шешел. Таа една организација Canvas, Срđа Поповиќ кој се јавуваше во тие протести околу рушење на вашата On je влада agencije, со Слободен višegodišnji. Срđа Поповиќ. Da, Бил присутен во Македонија. Работеше на протестите кои се правеа во Македонија. pa da. Тренираше млади македонци. Инструираше по сценарио. A ja vam Значи, kažem da je to američki scenarij. I Amerikanci su htjeli u jednom trenutku da zatresu vladu Nikole Gruevskog i da ga obore. дали ќе се остварат тие очекувања дека Аја Софија еден ден ќе стане повторна Света Софија и дека руското знаме ќе го видиме завиорено на Босфорот. Сите очекувавме голем конфликт после соборувањето на рускиот авион, дури се неуваше Трета светска војна. Што очекувате? Гледаме дека Путин многу меко, многу мирно ја води таа цела воена стратегија. Прво се обидува сите тие упоришта на Турција во Сирија да ги уништи тие дотеци на нафта тешки 2 милиарди долари. Што можеме да очекуваме во еден нареден период? Mislim, svi oni koji su pomislili da će doći do svetskog rata zbog ubaranja jednog aviona su naravno bili prenaivni. Do svetskog rata može doći samo ako se direktno konfrontiraju Amerika i Rusija ili Kina i Amerika. Bilo je nebrojeno puta, čak i u vreme onog velikog hladnog rata, da su Rusi oborili američki avion ili da su Amerikanci pucali na ruski avion. Па дури Тито имаше Да. соборуван американски авиони во време на кризата во Трс. Да. Znači nikad zbog toga ne dolazi do svjetskog rata. Bilo je potpuno naivno i nerealno očekivati da će doći do nekog velikog rata. Ali da će Rusi vratiti Turcima za ovo obaranje, hoće vratit će sigurno. Samo je Moskva ta koja će izabrati vreme i mesto gde će da im vrati. Има потполна контрола, мислите, Путин на ситуацијата? Naravno da ima potpunu kontrolu. Prvo, on je čovjek KGB-a. On je čovjek za specijalne operacije. On je čovjek za tajne operacije. Znači, on zna na koji način vratiti, da boli i da se zapamti. Tako da Turska može da očekuje osvetu Rusije, ali će Rusija izabrati mesto i način kako će se osvetiti za poginulog pilota i oboreni avion. Ајде да видиме колку ќе погодиме со проценките. А тоа е дилемата. Дали на Балканот ќе има нова војна? Како? Добро, мислите дека ќе има конфликт во наредниот период? Oni se spremaju za novi veliki konflikt na Balkanu. Mi taj konflikt možemo spriječiti samo oslanjanjem na Rusiju. Šta to znači? Тоа значи сите муслимани против тој проект и една борба по таа линија која всушност го дели Балканот на христијани, православци, католици и муслимани. Единствено место во светот кај што се спојуваат тие три религии на исто место кај што екзистират, се борат и се убиваат во изминатите 100-150 години е Балканот. Ако се влези по таа православна линија во сојуз со Русија, тоа значи нова, не етничка, туку верска војна на Балканот, што е нешто што може најстрашно да се случи во овој регион. Molim vas, Rusi imaju veliki broj muslimana na svojoj teritoriji. Ali su ti muslimani mahom drugačiji. Ама добро, и Милошиć го имаше Рахман Морина, па немаше контрола на Косово. И Путин го има Кедиров. To je tačno, ali Тоа се sad оние je... муслимани кои се ајде благонаклони што се вели. Тоа е лоша стратегија, се покаже и у Србија дека е лоша. Mi moramo da zbijemo naše redove, a muslimane da stavimo pred izbor. Želite li normalan građanski život, da svako poštuje vaša verska prava, vašu kulturu, ili želite sukob? Većina muslimana ne želi sukob. Ja sam u to u Sarajevu većina muslimana nije želela sukob. Господине Шешелj, лете. Ali su bili instrument zapada. Значи три сериозни проекти се ставени сега на маса.
проектот Блиски односи со Русија кој вие го заговарате, проектот Калифат муслимански на Балканот кој го заговара ИСИЛ и проектот Голема Албанија кај што велите дека спонзор се американци. Имате код Хантингтона. То се три сериозни проекти. Јесте, имате код Три Хантингтона сериозно најаву. опасни проекти за еднината на регионот. Ако некој сака да направи конфликт, само треба да реализира било кој од Ако ми желимо да проекти. будемо ван тога, nećemo uspeti. To će nas pregaziti. Ne možemo mi da budemo samostalan faktor. Ni mi Srbi, ni Makedonci, ni Bugari. Koji će o svemu odlučivati. Гледате, буквално Naša uloga ne može da bude ni presudna. Mi moramo naći zaštitnika. Mi moramo, što je rekao naš patrijarh Irinej nedavno, naš mali srpski čamac da privežemo za veliki i moćni ruski brod, da preživimo sve ove oluje koje su pred nama. станал збор за две крупни фигури, тоа е Путин и Ердоган на друга страна, двата многу присутни и со голема желба и амбиција да станат лидери и во делот на Балканскиот полуостров. Ке имали конфликт на Балканот поради сето тоа. На Балканот има многу муслимански и многу православни држави и се гледате се создава еден амбиент на навивање за Путин или за Ердоган. Може ли тоа да предизвика одредени конфликти тука на самиот Балкански полуостров? Сепак станал збор за две крупни држави. Па нема, Русија на енергетски да. план се обидуваше да го освои Балканот, Турција на еден политички, воен и исто така безбедносно економски план. Значи две империјални сили кои изминатите 10 години покажува интерес за Балканот. Турска će dobiti po prstima zbog ovoga. Evo, pre neki dan, ona ne može, njihovi avioni više ne lete nad Sirijom. Turski avioni. I Turska će biti sve više izolovana. U smislu što će i mnoge zapadnoevropske zemlje zaključiti da im se ne isplati da ulaze u novu fazu konfrontacije sa Moskvom zbog Ankare. Zbog čega? Zbog toga što ovi švercaju naftu i dilaju na nafti. To jednostavno nije interes Evropske unije. Дали, кога и како ќе биде формирана Голема Албанија? Еве што за тоа мисли Војслав Шешел. Што ќе се случува со регионот? Трет пат ве прашувам. Бидејќи сме сериозно загрижени за еднината на регионот. Balkanski region opet će biti veliko poprište sukobljavanja američkih i ruskih interesa. Imamo najavu u medijima da se Amerikanci opet vraćaju da polažu mnogo veću pažnju na Balkan. Amerikanci bi da potisnu Rusiju sa Balkana i da sve preurede prema svom interesu. Tu smo i mi Srbi propali, i vi Makedonci, a i Bugarima se ne piše dobro. Ako oni uspeju u tome. Jer Amerikanci računaju na Albance da će im oni uvek biti siguran saveznik. Na pravoslavne narode nikad nisu računali na taj način. I oni računaju na Hrvate. Може ли промена на граници на Балканот или промена на конфигурацијата во државите на Балканот без сериозен конфликт? Знаете, ако некој бара федерализација во Македонија, ако некој бара ревизија на Дејтонскиот мировен договор со кој заврши војната во Босна и Херцеговина, ако некој бара ревизија на тоа што е договорено помеѓу Белград и Приштина, Ako makedonska vlast prihvati federalizaciju, ona će se provesti. Makedonija treba da ima takvu vlast koja će se tome uspešno suprotstaviti uz podršku naroda. A da bi se suprotstavila mora imati neki oslonac. И добро сме Шешел, кога би можеле да ги очекуваме тие конфликти? Идната година? A ne može to da se kaže koje godine, ali taj proces traje. Бидејќи видите, Nas će iznenaditi sutra opet neki događaj koji nismo očekivali, a koji je u američkim retortama видите, osmišljen. во тоа гротло или во тој котел на зоврени страсти се наоѓа во моментов Македонија. Мислам дека најневралгична точка во моментов е токму Македонија. Прва набрана на таа бегалска криза, прва набрана на можно рекомпонирање внатрешно од државата, со одредени терористички акции, влада која е напаѓена со сите оружја, сите фронтови. Што ќе се случува по вас во Македонија? Pa ja ne mogu da dam sad konkretnu prognozu šta sve može da se desi. Ali mogu da govorim o opštem trendu. A opšti je trend da se odvoji skoro pola Makedonije i pripoji Velikoj Albaniji. I ne mora odmah formalno da se. Čim bude proglašena federacija, to će praktično biti urađeno. Centralna vlast iz Skoplja više neće imati nikakvih ingerencija nad onim teritorijama gde su Albanci većinci. И што да кажеме како финале на ова наша вечерашна емисија? Кај ќе го гледаме Војслав Шешел за 5 години? Во Хаг
тука на ново интервју. Kao premijer Srbije. А немојте да бидете премиер, ке мора Косово да го признаете. Ne. Ja ću biti Ке мора да premijer. ја суспендирате Ja Република ću Српска. biti premijer Srbije koji će spasti Republiku Srpsku i koji će uvesti Srbiju u integraciju sa Rusijom, a koji će uvek biti iskreni i pravi prijatelj Makedonije. Тоа за Македонија ми се допаѓа, ама ако ова другото успете, Ова вам се друго не ова ако допада. успете да го реализирате, ќе има војна на Балканот 1.000.000%. Шешелј со таква мок и со таква сила во Србија, тоа е веројатно апсолутно молотов коктел за нешто да се случува во регионот. Ja ću sve učiniti da se Srbija integriše sa Rusijom i da bude u vojnom savezu sa Rusijom i da sledi taj savez i da tako sačuvamo i zemlju i narod. Што се поголеми шанси? Американците да направат голема Албанија, русите да излезат на топли мориња со помош на Србија и на Црна Гора, или турците да го обноват царството на Сулейман Величествениот? Turci neće uspjeti, tu sam siguran, a što se tiče Rusa i Amerikanaca, procenjujem da je to otprilike sad 50-50. Izjednačene šanse. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете со нас, погледнете ги рекламите и се враќаме да одјавиме емисијата. Повелете, комшија. Повелете, комшија. Молам. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта, комплетен извор на есенцијални масни киселини, природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив, клинички испитан производ. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен. За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Do you feel like this? Do you really feel like this? I feel love right now. Can you feel like this? Can you really feel like this? 'Cause I can. Vinajko German Lemonade. Ова беше емисијата во Центар. Сум Васко Јевтов, почитани гледачи. Вие вечера можете да последите две интервјуа кои сами ги баравте. Едно со Војслав Шешелј и едно со Мирослав Лазански. Ние се гледаме идниот понеделник во истото ова време. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.